Денеска во првото вклучување на лице место наш гостин е госпоѓа Ана Карајанова Димитрушева, која е председател на Националното здружение за мултиплекс склероза. Имено госпоѓа Ана долги години живее со оваа автоимуна болест. Во продолжение ќе ни напомене нешто повеќе за тоа како започнува приказна, со какви предизвици се соочува во нејзиното секојдневие и кои се оние потешкоти со кои се соочуваат лицата со оваа болест во нашето општество. Да и посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток ќе прашам како започнува приказна, односно како се промени вашето секојдневие откако ја добивте оваа диагноза? Првично да зборувам нели за себе или генерално да кажеме зашто се мислам каква болест е мултипла склерозата. Добро, ајде од генералното да почнеме. Значи, мултипла склероза е болест на централен нервен систем, прогресивна, дегенеративна, која што е чест причинител за неповратен инвалидитет кај младата работоспособна популација. Млада работоспособна популација од 20 до 40 годишна возраст, што значи дека тука се најпродуктивните години од животот, каде што нели човекот ствара и семејство и нели работа, кариера и така натаму, меѓутоа баш и не е се едно кога ќе се дознае дека се работи нели дека лице дека си дијагностициран со МС. Конкретно кај мене се појави токму баш по дефиниција на 20 годишна возраст, втора година факултет бев. Прв симптом кој што го имав е оптички неврити, значи воопшто не можев да гледам на десното око. И сега тоа малку е симптоматично затоа што ако е ослабување на видот, ќе биде постепено, нема да биде ќе легнеш нормално, ќе станеш со вакво оштетен вид. И од тука започна нели одење во државна болница. Сега за среќа мене релативно брзо ме дијагностицира, не релативно, навистина брзо ме дијагностицира. За 2 до 3 дена веќе ми беше поставена дијагнозата, што значи за тоа време 99-та година е значително позитивно се случува. Проблемот е што се случува кај МС-от многу често самите пациенти се препраќаат на други специјалисти, да речеме ортопед, не знам, кичма е, ова е, она е. И тука се губи можноста да се воспостави дијагнозата на време. Кај сите лица кои што ја имаат оваа болест, симптомите се различни? Да, апсолутно се различни и не за џабе ја викаат нели болест со 1000 лица. Или ја споредуваат со отпечатоците од прстите, каде што кај секој човек се различни, така и тука. Сега, генерално има некои заеднички симптоми, меѓутоа сите на различен начин ги манифестираат. Да речеме, заеднички симптоми. Симптоми, генерално на мултипла склероза, многу често и се мешаат и со други дијагнози и други болести. Сега во минатото беше проблем нели да се дијагностицира баш од оваа причина, каде што симптомите се мешаат и со други, да речеме 17 дијагнози. Меѓутоа во денешно време со напредок нели на испитувања и така натаму, веќе олеснет тој дел. Симптоми на мултипла склероза се кој што кажав нели оптички невритис, неможност нели да се попреченост во гледањето, матен вид, дупло гледање, тоа е многу непријатен симптом на МС, затоа што не знаеш која слика е верната. Понатаму многу често страда моториката, движењето, рамнотежата. Симптоми, когнитивните симптоми, односно когнитивни дисфункции, како размислување, концентрација, се многу погодени кај мултипла склерозата, говорот, не толку често, меѓутоа кај дел од пациентите, да, и кај говорот, зависно од која регија во мозокот, значи се стационирани, да речеме, се развиени плаките, во тој дел го јавува таа тешкотија кај пациентот. Дали лицата кои што имаат мултиплекс склероза имаат лесен пристап до терапија во Македонија? Пака сега, оваа година еве да го пофалиме, посебно Фондот за здравствено осигурување, Министерство за здравство и така натаму сите здравствени власти кои што
го зголемија значително буџетот на клиниката за неврологија за набавка на лекови. Така што листите на чекање веќе не се толку долги, веќе се обслужени пациентите, нели започната е терапија, што значи дека еве од оваа година имаме нели померување во таа насока. Ние како здружение секогаш се стремиме, односно се бориме, сега малце невкусно звучи се бориме. Се стремиме кон тоа да одговориме на нели на потребите на пациентите, на нивните предизвици што се вика, со цел да се обезбеди подобар квалитет на живот на пациентот. Затоа што воопшто не е едноставно да се живее со хронична болест. Хронична болест не е на самиот пациент, а е на цело семејство. Еве, за споредба во Македонија секогаш ти треба цело семејство за било за нели земање рецепти, земање ортопедско помагало, подигање на отпусно писмо од од клиника, одење кај лекар, вадење упати. Сето тоа самиот пациент кој што е неретко и со попреченост не може да го тера. Не може да го заврши. Еве велите дека од оваа година може да се напомене позитивно дека пациентите на време имаат терапија, но дали можеби се соочуваат со други предизвици од здравствен аспект? Секогаш лица со хронични болести секогаш имаат предизвик. Еве, да речем, пациентите со МС, предизвикот кај нас е при диагностицирање, например, недоволно термини за преглед магнетна резонанца, што е едно од основните испитувања каде што се утврдува мултипла склероза. Да речеме, во Скопје, има неколку магнетни резонанци, меѓутоа е пребукирано. И сега се чека со месеци, нели, самиот пациент да може да биде ставен, прегледан и да биде констатирано понатаму. Нечесто се жалат и на мој термин, често се жалат и на пристапноста до бањско лекување, еден куп работи што во моментот, овакво кога ќе помислам на нив, ми се прави хаос во мозокот, не знам која попрво да ја спомнам. Да, достапност до ортопедски помагала, добро, достапни се, меѓутоа сепак и во таа насока може да има подобрување. Основното ни е обезбедување на лекови за пациентите со МС. На самиот крај, кратко, дали има поддршка и разбирање од општеството за лицата со мултиплекс склероза? Јас би го дефинирала овакво не само за мултипла склероза, лица со хронични болести, лица со попреченост. Од самото општество не, ја мислам дека баш сме прилично назад во споредба со останатиот дел од светот. Не знам некако дали секогаш се напоменува маргинализирани групи или вакви групи, такви групи. Работата е што не може луѓево тоа ме чуди што сите мислат дека се ќе биде сјајно цел живот и се ќе биде розово. Меѓутоа јас тоа викам, не се знае кој кога ќе го погоди. Јас не посакувам никому ништо да му се случи лошо. Меѓутоа секоја хронична болест како што е ненадена, така може секого да погоди. Ви благодарам многу за одвоеното време и ми беше драго што имавме можност да напоменеме нешто повеќе за предизвиците со кои се соочуваат овие лица во нашата утренска. Благодарам многу, јас може малку ова последното што го кажав, може малце обесхрабрувачки, меѓутоа ни треба поддршка. Секако, секому му треба поддршка, не знам, тој што нема проблем да ја даде, зашто не би ја дал? Благодарам многу уште еднаш. Се надевам дека со внимание слушавте, навистина појаснивме за каква болест поточно станува збор, со какви предизвици се соочуваат овие лица во нашата земја, но се разбира пред самиот крај напоменавме и за тоа дали имаат поддршка и разбирање од самото општество овие лица во нашата земја.